Прогресивниот напредок на технологијата е значаен чекор за општествените науки, како што се информатика, економија, машински и сите други области за кои е потребен компјутер или некаква машина која помага при работата. Исто така е големо олеснување и за медицината. Кој би рекол дека со помош на софтвер и ленти за мерење на електромагнетни бранови и читање на информации од организмот, ќе можеме да откриеме дали каков дисбаланс настанал на било кое од трите нивоа: ментално, физичко и емоционално. А потоа во исто време на принцип фидбек се оформува терапија со праќање здрави информации како повратен ефект. Биорезонанцата е една метода, биофизичка метода, со која може да се откријат биофизичките процеси, кои, како што кажав, претходат на биохемските процеси, и може со еден прекрасен софтвер кој го имам на располагање и кој доаѓа од врвни институции од Соединетите Американски држави. Значи се прима информацијата, процесорот ја преработува и ја испраќа со корекција до организмот. Се своди на еден сложен телекомуникационен систем. Може да се проверат алергиски проблеми со помош на алерготест кој е составен од 300 можни алергиски реакции, витамините и минералите во кој процент ги имаме, па дури и до деталност. На психичко поле дали имаме некаков дисбаланс и во кој стадиум е. Акупунктура без боцкање и откривање на стрес во кој период од животот ни се случил и со помош на информациите да се средат сите можни критични состојби. Програма против старење. Многу е добро за луѓе кои се под стрес, оптоварени, разни менаџери кои се стално во некоја тензија, трчаат ваму таму. Значи, покрај другите методи е многу добро. Се комбинира со масажи, со акупресура, со други третмани кои помагаат. Ние секојаш користиме и добра музика во исто време за да ги релаксираме пациентите, така да се трудиме сето тоа да биде комплексно, значи да на едно место добијат се она што им треба. Со помош на оваа метода може да се прочитаат 7.000 информации кои ги имаме во телото на било кое ниво и било кој систем. Ова е посебен панел за терапија, кој се користи исто така и за малигни заболувања. Гледате овдека имаме ослободување од негативните ефекти на хемотерапијата, на радиацијата, на лековите и на метастазите. Значи, предност за ова биорезонансна терапија, која нема многу друга апаратура, која се бави со нешто слично, која го викаат квантна медицина, немаат начин да работат со такви пациенти. Дори е контраиндицирано, затоа што апаратурата не им е толку современа. Овој принцип на лечење постои од времето на Никола Тесла, кога се употребувал експериментално, но со тек на време се популаризирал. Односно во 70-тите години, кога се работело за подобрување на видот, слухот кај диабетичарите и пореметување на емоционално ниво, како и различни депресии и трауми. Третманите траат подолг временски период, но резултатите се на завидно ниво. Особено канаѓаните веќе го сметаат како неизоставен дел од современата медицина. На Балканот го употребуваат словенците, хрватите, србите и луѓето кои се информирани дека воопшто постои биорезонанца и кај нас во Македонија.